на Западен Балкан. Драги колеги, почитувани гости, најапред дозволете ми од Република Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија по завршување на изборите. Институтот за демократија како организација која што долги години се занимава со прашања поврзани со добро владење и европски интеграции, на тоа што се однесува до темата на денешната конференција, јас би дал накратко еден пресек на моменталната состојба во процесот на проширување со земјите од Западниот Балкан и посебно две земји од Западниот Балкан, Србија и Црна Гора, се веќе во процесот на преговори. Црна Гора моментално е најнапредната земја со 22 отворени поглавја, од кои што две се веќе пред година го отвори поглавјето 35, што се однесува на односите за нормализација на односите помеѓу Србија и Косово, и поглавјето 32, што се однесува на финансиската контрола, додека во периодот после изборите да се прикачи на Албанија, која што, како што тргнала, набрзо ќе ги започне и преговорите. При тоа, препораката која што е условена во случајот со Македонија е условена од две нешта. Првото е безпрекорно чисти и кредибилни избори, а второто е сериозни, сеопфатни и широко консултирани и прифатени од сите засегнати страни реформи кои што ќе произлегуваат од извештајот на Прибе. Покрај извештајот на Прибе има и многу други работи кои што Македонија треба да ги заврши во процесот, пред се некои произлегуваат од веќе може да се каже замрениот пристапен диалог на високо ниво, понатаму нереализираните наводи и препораки од извештаите на Европската комисија за Македонија и од врските кои што произлегуваат од спогодбата за стабилизација и асоциација. Што се однесува на втората точка, односно реформите кои што произлегуваат од извештајот на Прибе, нужно потребно е посебно во периодот по изборите да се донесе нов акцијски план. Акцијски план кој што ќе биде изработен врз база на веќе постоечкиот акцијски план од 2015 година, кој што инаку на сајтот на Секретаријатот на европски прашања се уште во нацрт верзија и покрај тоа што веќе и 2016 година е при крај. Без да навлегувам во детали околу досегашната пракса на редок или непостоечки структурен диалог на институциите со засегнатите страни, тука пред се мислам на граѓанските организации, потребно да се премине кон еден пристап во кој што ќе има редовни консултативни средби и на кои средби ќе се разгледуваат поединечно сите точки од акцијскиот план. При тоа, институциите треба да само да подготват драфт на акцијскиот план и потоа истиот да биде даден на широката јавност, стручна, да биде коментиран и доколку постојат издржани факти и аргументи зошто одредена активност, обврска треба да биде променета, истата да биде променета. Значи да има еден инклузивен процес од страна на владата при подготовка на овој акцијски план за реформите од извештајот на Прибе. Ова не е нешто ново, на ова државните органи многу пати досега се заложиле, но без некој посебен учинок. Од тука и една од препораките кои што доаѓаат од невладените организации, ако се однесуваат на работата на Европската Унија, но посебно на делегацијата на Европската Унија во Македонија, е да инсистира на спроведување на ваква постапка при креирање на акцијскиот план. Единствена напомена може да се направи дека ваков инклузивен процес беше спроведен при отварање на поглавјата 23 и 24 во случајот со Србија. Акцијскиот план подготвен од страна на владата беше вратен 4 пати од Европската Унија, токму поради недостатокот на консултации со пошироката јавност, засегнатите страни. Само треба да се инсистира на ваква инклузивност. Од друга пак страна, ова исто така е од големо есенцијално значење, бидејќи реформите кои што се бараат да се имплементираат темелно и сеопфатно,
А посебно во случај ако после изборите имаме недостаток на политичка волја за имплементација на ваквите реформи, единствениот кредибилен играч на локално ниво, кој што Европската Унија ќе го има, се токму овие организации. Како подкрепа за ваквото тврдење, од моја страна, е и последниот извештај на Европската комисија за Македонија, во која што Европската Унија доследно вели дека Македонија е заробена држава. Во многу наши документи, подготвени од страна на Институтот и на други организации кои што занимаваат со прашања поврзани со процесот на проширување, се користел овој термин, на англиски значи state capture, во суштина државата е заробена од страна на одредени поединци или партии и се користи за своји сопствени цели. Доколку Македонија е заробена држава, а мислам дека имаме консензус околу тоа, тогаш потребно е да се даде дополнителна улога на граѓанските организации во овој процес. Согласно последните измени во термините за известување од страна на Унијата за земите во процесот на проширување и воедно префрлувањето од есенскиот период на публикување на извештаите во пролетен, се отвара еден прозорец на можности во кој што Македонија сериозно може да се зафати во однос на реформите од извештајот на Приб. Наредниот извештај, порано беше извештај за напредок, сега тој напредок е тргнат како збор, само извештај за земјата, е 2018. Значи пролета 2018. Тоа треба да биде времето или таргетот до кој што Македонија треба да покаже дека сериозно може да спроведува реформи и евентуално со чисто портфолио за тој извештај да бара отпочнување, враќање на препораката и отпочнување на преговорите. Во овој случај нормално е да се спомени и спорот со името, но јас не би навлагал во детали во однос на спорот со името. Ќе оставам тука, има многу по-релевантни соговорници кои што ќе го опфатат и овој момент. Саба ми напомнал дека Берлинскиот процес во кој што и Македонија учествува нуди можности за решавање на билатералните спорови и бие пак еден од организациите кои што е длабоко вклучени во Берлинскиот процес. Тоа е во однос на Македонија во поширокиот контекст, посебно по референдумот во Британија и се потешките односи кои што Унијата ги има со Турција и евентуалното повторување на бегалскиот бран низ земјите од Западниот Балкан. Анкета направена од Бертелсман фондацијата, кој што ги објавија пред некој ден, покажуваат раст на желбата на државјаните на 6 најголеми